Подрачната училишна зграда на основното општинско училиште Климент Охридски во Мажучиште го добива посакуваниот современ изглед. По иницијатива на родителите и мештаните реализирани се низа градежно-столарски зафати за подобрување на условите за престој и работа на учениците и наставниците. Средствата беа обезбедени од буџетот на локалната самоуправа во висина од 1.100.000 денари, а во реконструкцијата беше офатен дел од покривот, ходникот, внатрешниот дел од училиштето, несување на тоалетите, односно вецината внатре во училиштето и дел од дограмата на самото училиште. Меѓутоа, тука нема да запреме, имаме веќе наредни проекти кои ќе се реализираат во ова училиште, а како локална самоуправа во континуитет ќе продолжиме со реализација на проекти со цел подобрување на квалитетот на образование на целата територија на општина Прилеп во сите основни и средни училишта и во градот и во населените места, вклучувајќи го и основното музичко училиште. Со оглед на зголемувањето на бројот на деца кои ја посетуваат наставата во ова училиште, се јавува потребата и од проширување на реконструкцијата на останатиот дел од училишната зграда, како и средување на пристапот и изгледот на оваа образовна установа. Подрачното училиште во село Мажучиште брои оваа година 12 ученици кои што учат во една комбинирана паралелка. А најавите за идната учебна година е дека тој број ќе се зголеми, значи очекуваме уште 5 нови првачиња во идната учебна година, така што реализацијата на вакви проекти е од огромно значење за сите овие ученици, за ова населено место воопшто и за населението тука, кои што имаат најголем бенефит од сето ова подобрување на условите. Во наредниот период ние продолжуваме заедно со поддршката од локалната самоуправа и од Советот на општина Прилеп да реализираме наредни проекти. Веќе од порок од 2-3 дена треба да започне реализација на нов проект, односно дополнување на сето ова кое што е реализирано, средување на делот оградниот зид кој што е од училиштето, подобра пристапност, бетонирање на пристапот, за поголема сигурност на учениците да се изгради челична порта и секако едно суштинско што е потребно во овој момент што се јави со внесувањето на вецињата во внатрешниот дел е пренамена на еден кабинет, на една просторија во кабинет и канцеларија каде што ќе се изведува исто така настава по предметите техничко образование, англиски јазик и природни науки кои што се воведени и во кои што им предава нов наставник во 5-то одделение. Санацијата на ова училиште е дел од инвестициските зафати кои локалната самоуправа во континуитет ги спроведува во образовната сфера, а пред се создавање подобри современи услови за следење на наставниот процес. Како што истакна градоначалникот Ристевски, досега општина Прилеп инвестираше околу 10 милиони евра за изградба, реконструкција и санација на училишните објекти.